Владата на Ковачевски се покажа како неспособна. Проблемите на граѓаните не е кадарна да ги решава. Економски ја потонаа Македонија. Корупцијата цвета, а премиерот веднаш го одби предлогот на ВМРО ДПМН за излез од кризата. Подпредседателот Александар Николовски вели дека е разочаран од Ковачевски, ама се уште стои понудата на Мицковски за лидерска средба. Барањата на ВМРО ДПМН се да учествуваат во креирањето на државните стратегии. Нивни тимови да бидат вклучени во справувањето со кризите и во најкосо време да се одреди датум за предвремени избори. Рокот што ВМРО ДПМН му го понуди на Ковачевски е 10 мај, а ако не ги прифати нивните барања, се заканија со сериозни и досега непрактикувани чекори. Ние дадовме 10 дена да размисли и еве да повторам, од тука доколку Димитар Ковачевски не е тој кој што ги носи одлуките во СДСМ, спремни сме да седнеме и да разговараме со тој кој што тие ќе го посочат дека ги носи одлуките во СДСМ. Ако е Зоран Заев, ако е Радмила Штиринска, ако е некој трет, тој кој што ќе го посочат, потребно е Македонија да излезе од политичката и економска криза преку решенија во 4 клучни сектори: економија, надворешни работи, евроинтеграција и односи со Бугарија и заштита на македонскиот национален идентитет, образование и здравство. И секако определување на брз датум за предвремени избори. Од СДСМ го повторија ставот дека ниту прифаќаат средби, ниту ќе излезат на избори. Пред нас е одговорна работа, справување со последиците од најголемата криза по Втората светска војна, која што владата предводена од премиерот Ковачевски успешно ја спроведува. Но сето ова Мицковски не го интересира, бидејќи наместо за интересите и потребите на граѓаните, единствено се грижи за неговата политичка кариера. Предвремени избори постојано бараат и од Алијанса за албанците. Дуј пак е на иста линија со коалициониот партнер СДСМ дека сега не било време за избори.